Почитувани представници на пишаните електронските медиуми, ја свикувам ова прес конференција за да дадам јавна подршка на она што го прави градоначалничката на Скопје. Ние може незе да не ја сакаме, може да бидеме незадоволни од одредени незини постапки, меѓутоа овие активности што во моментот ги прави не можеме како одговорни лица да не ги поддржиме. Практично таа документирано ни покажа на целата македонска јавност, пред сите надлежни институции, пред 1.860.000, покажа она што го знаат 1.860.000 граѓани на оваа држава, каде во оваа држава се гради диво, каде се узурпира градежно државно земјиште, каде се легализира и колективно, и деловно, и индивидуално по 1 евро, и каде се злоупотребува законот за легализација на бесправно изградени објекти. Значи, она што таа го демонстрира воопшто не ме зачудува. Зачудува односот на председателот на владата на Република Македонија и на она трио фантастико Тошковски, Николовски и Мицковски. Замислете, председателот на владата употребува еден многу интересен термин, вели градоначалничката нека постапува по дивоградбите. Градоначалничката на Скопје нема никакви ингеренции да постапува по однос на дивоградбите. Веројатно премиерот добро знае дека таму треба да постапуваат и страшните органи. А всушност тоа е премиерот кој во оваа држава се закануваше дека ќе влече за уши, дека дури и брат да му е ќе одговара кривично. Овде изгледа има среќа луѓето што не му се браќа и очигледно дека тој никого не влече за уши, туку целиот македонски народ го влече за нос. Зашто? Затоа што овде исклучително тој и неговите институции имат надлежност. Замислете, на локациите кои што ги посочува, узурпирано е градежно земјиште за кое што не е платено ни денар, а е државно, и тоа земјиште само на една локација чини 2 милиона евра. Не се платени комунали 1 милион евра, тоа се 3 милиони. Нема никаков урбанистички план, ниту било каква маркица, а замислете, министерот за заеми, господинот Николовски, кој што е надлежен за оваа работа, тој кажува дека во општина Карпош тој нема да дозволува да се одобруваат урбанистички планови, зашто во општина Карпош имало хаос, а замислете, во Чаир имало ред и поредок, и тој го гледате во ова време го нема никаде да се јавува, ова е исклучително негова надлежност, а да не зборувам пак за оној Тарзан што се вика министер за внатрешни работи Тошковски, кој му поднесе кривична пријава на градоначалникот на Крива Паланка за урбана опрема. Можете да мислите, за урбана опрема. А овде, каде што има стотици и стотици дивоградби, каде што милиарди евра се оштетува државата, овде воопшто не се постапува и очигледно дека за нив законите се применуваат, ама тоа по нивни терк се применуваат само во Карпош, само во Крива Паланка, само во Струмица и само во општина Центар. Она што председателот на владата, господинот Мицковски, го најавуваше за пресметка со ДУИ и така натаму, очигледно тој се пресметува само со некои крила од ДУИ, односно тие што не се со него во власт и коалиција. Тие што се со него, тој очигледно не чепка по принципот, знаете, да не кажам што, моето не мириса, ама туѓото само мириса. И можете да замислите, таа нивна строгост и таа нивна правна држава ние гледаме во општина Карпош. За овие бараки што ги направила општината, во која што е сместена веќе 12 години и во која што ќе носат и одлука за конфискација на овде кај што е нешто направено во интерес на државата, а очигледно дека онамо каде што некој прави за сопствениот жеп, каде што го краде овој народ и од оваа држава, очигледно дека тие се амнестирани и председателот на владата лаконски ќе ви каже градоначалничката нека постапува, а тој само нека се заканува дека ќе влече за нос и така натаму, нека тренира строгост над оној што продавал карти во Кочани и на сите нас што не сме од негова коалиција или негови општини, а се останато нека биде Тексас и хаос во Република Македонија. Јас го кревам гласот, затоа што
ние нивната правна држава сме ја осетиле на своја кожа, затоа што правото го прават неправо и затоа што тамо каде што е неправо, они го прават право, односно тамо каде што е одбиена легализација од страна на градот Скопје, односно не е дозволено пресметка на комунали, никому ништо за тоа што некој потоа си ги спровел во катастар. Значи, тука имаме организиран криминал пар екселанс, во кој што имаме корисници, во кој што имаме инвеститори, во кој што имаме локална самоуправа, во кој што имаме веројатно катастар и други институции и оние кои што не постапуваат по целата ова работа. Мене ме зачудува и меѓународната јавност. Ме зачудуваат и нашите правосудни органи. Јас сум осуден на 3,5 години затвор. Замислете, во завршениот збор обвинителот вели дека постапката што сме ја воделе по закон. Нас не судат за тоа што работиме по закон, а овие што работат вон секој закон, кај што не плакат земјиште, не плакат комунали, нема урбанистички план, во профил на булевар, за тие никому ништо и ние сите уште одозгора ќе трпиме да председателот на владата вели обратете се на друг шалтер, а тоа е кај градоначалникот на Скопје кој за тоа нема ингеренции. Значи, председателот на владата влече за уши тамо каде што мисли дека е посилен, тамо каде што не мисли дека е посилен, очигледно дека преде како маче и сите нас не влече за нос граѓаните на Република Македонија.